Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во училница, час по предметот македонски јазик, наменет за учениците од 9-то одделение. Јас сум Татјана Мицева Бојаровска, наставник по македонски јазик во Основното училиште 11 октомври, општина Центар, Скопје. Наставна единица: патопис, Прага и Москва. Потребен материјал за денешниот видеочас се учебник, тетрадка по македонски јазик и молив или пенкаво. Нашите цели се да знае за особеностите на литературно-научен вид, да препознава особини на патопис како литературно-научна творба, умее интерпретативно да чита текст и да раскажува фабула на патопис. Лекцијата се наоѓа во учебникот страница 109. Како за почеток да се потсетиме. Што представува патувањето? Патувањето можеме едноставно да го представиме дека е движење од едно место до друго, што истовремено не исполнува и со нови перцепции и доживувања за светот и животот. Не прави побогати со знаење, искуства и спомени. Прекрасно е проучувањето на нови места, историја, откривање на нови навики, вредности, култури, убавини. Сега ќе го прочитаме текстот внимателно и ќе забележаме како е ставот на авторот кон она што го презентира во патописот. Прага и Москва. Во Европа има многу прекрасни места и градови што треба да се видат. Меѓу нив особено се издвојува Прага и раскошната природа што ја нуди овој убав град. Така, според легендата се вели: гледам дворец и става која допира до звездите. Местото лежи скриено во длабока шума, од север заштитено со долината Бруснице, а од југ со широк Карпес рид. Реката Волтава ќе ве однесе дотаму. Одете таму и сред шума ќе видите човек кој кова праг за куќа. Изградете дворец таму и наречете го според кованиот праг. Според легендата од пророчките зборови на принцезата Либуше, која со принцот премисел, владееле многу одамна со чесите од древниот дворец на Вишеград, се родила Прага. Град кој со својата историја имаат моменти кои ја носат светлината на новите идеи на Европа. Уште кога Париз не ни сонувал дека така ќе се нарекува. Град на светлината. Како 4 комори на срцето на Прага се Храдчани. Храд значи дворец. Кралскиот град, Мала Страна, Старо Мало и Ново место. Инаку главната поделба ја прави Волтава, која рамнодушно го следи растежот на градот со векови на низиниот десен и лев брег. Беше пладне кога ја напуштив Прага и заминав за Москва, главниот град на Русија. Таму се сретнав со она што мајката природа го дарувала, а човекот со своите раце го создал и оставил белег на своето време, за генерациите да се восхитуваат, да се радуваат, да учат. Москва бил и веројатно ќе биде најголемиот, најзначајниот, најубавиот, најстариот и главниот град во Русија. Тоа е политичко, културно, управно и индустријско средиште на Русија. Тоа е центар на образованието на Русија и пошироко, каде што во 1755 година е формиран Ломоносов универзитетот. Потоа таму има бројни други универзитети, високи воени и други школи, академии, институти и секаков вид институции. Во Москва го видов Кремљ. Тој е централен, утврден дел на градот, подигнат во 15-тиот век, кој има основа на триаголник
и обкружен со зидини високи 12 метри и долг повеќе од 2 километри. Сите тие убавини споменици од историјата и од културата на Русија и на рускиот град на одреден начин ги видов и ги почувствував во Москва. Меѓутоа, се си има свој почеток и крај, па и мојот престој кој траеше неколку дена. Ја напуштив Москва во вечерните часови кога сонцето тонеше над предгледните рамни простори на Русија. На аеродромот Шереметјево имаше вообичаена гужва. Луѓето брзаа за своите дестинации, а патувањето со авион во Русија е неопходно потребно за големите оддалечености што ги чекаат патниците. Од авионот беше пријатно да се гледаат делови на убавата Москва и на нејзините предградија. Во тие моменти најдов време да ги резимирам печатоците за средбите, за настаните, за се она што го видов, почувствував и доживеав во московските вечери. При разговорот за текстот важно е да разговараме за следниве работи. Каде авторот нашол инспирација за текстот што го напишал? Кои знаменитости на Прага ги опишува? Во кое лице е опишан текстот? Што го воодушевило писателот во Русија? Кои податоци за Москва ги уочи во текстот? Какви сличности и разлики откри во содржината на оваа творба во однос на расказот? Со кој вид литературна творба што ја познаваш, можеш да го споредиш прочитаниот изводок и зошто? Запомни. Литературно-научен вид во кој патувањето и описите на предметите се пренесуваат со личен став се вика патопис. Најчесто содржат описи на природата, на луѓето и на краиштата во кои писателот патува, во кои се опатени животот во минатото, сегашноста, културата и слично. Може да бидат романтизирани со авантуристички елементи и со голема уметничка вредност. Во македонската литература патописи пишувале Славко Јаневски, Видое Подгорец, Луан Старова, Славе Николовски Катин, Трајан Петровски и други наши познати писатели. Домашна задача. Прочитајте патописи од други автори и потоа обидете се да напишете патопис за едно од вашите патувања. Ви благодарам на вниманието.